Непристојна понуда, вака Омо Илинден Пирин ја окарактеризира бугарската иницијатива за добрососедство. Најостро ги отфрла дел од точките во документот предложен од Софија. Омо Илинден Пирин бара најпрво бугарските власти да го признаат постоењето на македонскиот јазик и нација, како и да го признаат македонското малцинство како предуслов за добрососедски односи. Со документот Бугарија има одврзани раце да ја блокира Македонија на патот кон Европската унија. Секој пат може да се каже дека видите, македонските нации в Бугарија направија тоа и тоа, Република Македонија наводно ги поддржува, тоа го нарушува добрососедството и затоа ние ќе блокираме. Има една силна кампања во Република Бугарија дека Република Македонија води непријателска политика, дека бугарите само ги преследуваат и одведени ги убиваат, дека има еден силен говор на омраза. Во бугарскиот предлог нема дел со кој би се условувале македонските напори за членство во европските структури. Категорични се од бугарското МНР. Договорот е многу јасен. Во него јасно се потенцира повторно ангажирање на Бугарија за поддршка на македонската евроинтеграција. Бугарскиот предлог договор за добрососедство може да биде сериозна замка и подготовка за блокада на македонските евроатлантски интеграции по примерот на Грција. Омо Илинден Пирин предупредува на последиците од овој договор, доколку тој биде парафиран без суштински измени. Бугарија прво треба да ги признае македонската нација и јазикот, а дури потоа да разговара за другите прашања, оценува партијата на македонското малцинство во Бугарија. Македонските организации во Бугарија се дел на македонското малцинство кое што живее тука, а не на македонската држава. Тие се создадени од државјани на Бугарија и не може Македонија да забранува на бугарски граѓани со македонско самочувство да постојат и да се организираат, ниту пак Бугарија може да го стори тоа, стои во писмената реакција на Омо Илинден Пирин. Тие предупредуваат и на сериозните кршења на човековите права во Бугарија. Но тоа не е само случај со официјална Софија. Состојбата со човековите права е загрижувачка и кај Грција. Тоа го констатира и годишниот извештај на Стејт департментот, кој порачува дека меѓународната заедница мора да ја принуди грчката влада конечно да ги признае малцинствата. Ние конструктивно коментираме секогаш и укажуваме како дури и уште пореално да се представува состојбата во Грција, кога станува збор за последниот репорт од Стејт департмент. И независниот експерт за малцински прашања на Обединетите нации Гај Макдугал во извештајот за 2009-та ја повика грчката влада да се фокусира на заштитата на правото на самоидентификација согласно Европскиот суд за човекови права.